Сдруженијето на приватни лекари смета дека прво како нешто што се случува во нашата република е позитивно за граѓаните, а воедно и за матичните доктори ќе биде олеснително, за да може полесно да им закажат на своите пациенти. Но на кое што гледаме од моменталната состојба е да се уште има специјалисти кои што немаат креирано термини и ние за да може да функционираме во овој начин на електронско закажување, апелираме до сите специјалисти, до секундарното здравство, што побрзо сите да искреираат термини во прва, во втора смена, за да може услугата на пациентите да биде нормално во текот на целиот ден. Да имаше заеднички средби измеѓу фонд, министерство и Сдружение на приватни лекари, каде што ги предвидувавме сите оние нешта, каде што би можело да се случи проблем. Значи предвидовме да треба да има телефонски контакт оставено во целиот тој систем, за да може да се информира пациентот ако тој доктор се разболи дента, бидејќи докторите се луѓе, може да се случи такво нешто и во секоја установа, јавна здравствена установа има администратор назначен, кој што е должен да ја координира сета работа и навреме да известува ако е одсутен некој да му се најде соодветна замена и услугата повторно да се пружи на секундарно ниво. За да може полесно сите да функционираме во здравствениот систем, сите да отприлика да искреираат своји термини еден месец унапред. Да го најават својот одмор, секој знае точно кога е дежурен, кога е на смена, кога е во амбуланта. Сметам дека на сите ни треба добра информација, се да биде транспарентно, да координираат администраторите и ние да го имаме сето тоа електронски во нашите апликации. Сите програмерски куќи се усогласија, значи на програмите, тоа што е добро, значи не ја изгубија програмерите во Република Македонија програмата на софтверите кои што ги пружаат кон матичните доктори, направија интерфејси кои што функционираат.